Добре дојдовте на промоцијата на книгата Фредерик Шопен, поетот на музиката. Имено книгата Фредерик Шопен, поетот на музиката, чија промоција не собра вечерва тука, е дело на пианистката нашата Даница Стојанова и представува нејзино видување преку спомени, мемоари и дневници од современици и најблиски за животот и делото на големиот полски композитор Шопен. Нашата Даница, со која сме заедно од мали нозе, знам и сведочам дека е прекрасен човек, лоелен другар, голем професионалец и врвен пианист. Но преку ова нејзино дело откривам и некоја нова нејзина димензија. Таа е и темелен публицист. Затоа горда сум и многу среќна што имам можност сето ова да го споделам вечерва со вас. Некои другарства остануваат за секогаш. Кога бевме мали одамна, и јас и Данче си ветивме дека ќе се поддржуваме во сени животот. Па дури и кога ќе бидеме возрастни. Сега сакаш да плачам? Па ете и вечерва, овде сум да те поддржам, да ти честитам за храброста, човечноста и уметноста која споделуваш вечерва со нас. Даница е дел од светлината и на македонската уметност и на македонската култура. И се надевам вечерва дека не само јас, туку и сите вие присутни се радувате и горди сте што ја познавате и како човек и како уметник. Вечерва во оваа прекрасна атмосфера, во присуство на голем број наши сограѓани, и посакувам успех со својата прва книга, уште многу успеси на концертните сали ширум светот и уште многу успеси со твоите единствени, твоите ученици. Почитувани градоначалник на општина Струмица господин Јаневски, почитувани членови на Советот на општина Струмица, почитувани дами и господа, почитувачи на Даница Стојанова и на Фредерик Шопен, добро вечер и од мене. Велат дека на овој бел свет ништо не е случајно. Не е случајно и тоа што прва на вечерашната промоција зборуваше Клара Вета Патарова. Веројатно причини има повеќе, меѓутоа јас ќе ви кажам една. Клара Вета Патарова е керка на овој прекрасен човек кој се вика Алфред Вета, а Даница Стојанова е керка на Васто Чурлино или Васил Стојанов. И едниот и другиот беа членови, заедно уште неколкумина, меѓу кои и овде присутниот Кирил Лазаров, беа членови на познатиот или првиот диксилен состав во Македонија Мехтери. Ете, тоа се тие круши две овде присутни кои си паѓаат под крушата. Навистина, ништо не е случајно. А зошто сум јас овде, веројатно, ништо не е случајно. Јас живеам недалеко од овде, а недалеко од овде на улицата Херој Карпош, број 5, живеа родителите на Даница Стојанова. Васто Чурлино. Да, и татко ти и мајка ти не знаеш, ти не знаеш. Така е. Таму живеа баба и дедо и на Даница, но и мајка и татко и на Херој Карпош број 5. А Херој Карпош број 5 е толку близко до Ѓуро Ѓаковиќ кај што јас живеам. И ние со Даница се знаеме од деца. Дури и кога доаѓа после од новата куќа, многу често доаѓа во нашето мало и си игравме таму. Се сеќам на Даница многу често, обично на празници, беше облечена во плесирано бојче како што е сега облечено и во бели до коленки, бели чорапи до колена, а косата ти беше фатена со кордели.
Бели кордели. Ете, многу често си игравме и јас можам за Даница Стојанова да ви раскажувам приказни од нашето детство и од нашата младост до утре наутро, но сакам со вас да споделам само едно нешто. Јас бев сведокот на првиот нејзин концерт, на првиот нејзин рецитал, посериозен во незината музичка кариера. И замислете, тоа не се случи во Струмица, тоа не се случи ниту во Скопје, не се случи во Македонија, тој концерт, не се случи дури ни на Балканот. Замислете, тој прв нејзин концерт се случи во Киев, во главниот град на Украина. Беше тоа 1990 година, значи пред 28,5 години. Бевме таму една, да не речам, културна експедиција од Струмица, представувајќи се со културните вредности на Струмица, беше културно-уметничкото друштво Боро Џони, беа младите, многу младите членови на Јупитер со Горан Кукич, имаше и изложба од ликовни уметници од Струмица, а јас бев водител на тие концерти таму. Даница Стојанова одржа прекрасен рецитал, прекрасен концерт, во која се разбира еден од застапените автори на тој концерт беше Фредерик Шопен. Од тогаш датира таа љубов на Даница со Фредерик Шопен. А што е исто кај нив двајцата? Не знам дали знаете, но Фредерик Шопен е погребан во Париз. Но срцето му се наоѓа во Варшава, во една чаша, велат од конјак. Значи, телото му е во Париз, срцето во родната Варшава. Роден е во близина на Варшава. Таков е случајот и со Даница. На среќа, таа си е здрава и жива и нека биде уште долго години. Но, не за телото е во Скопје или низ некои други градови низ светот каде што има своји концерти, но срцето секогаш е во Струмица. Ете, тоа беше мојот вовед. Ќе ви прочитам дел од текстот со која Снежана Анастасова Чадиковска ја промовираше оваа книга Фредерик Шопен, поетот на музиката, во Скопје минатата година. Само неколку делови од овој текст. Вела, книгите од областа на музиката се уште се своевидна реткост во нашата средина. Оние пак кои се посветени на немакедонското творештво, независно кон која тема се обраќаат, се бројат на прстите на двете раце, иако зборуваме за период од повеќе децении. Тука веднаш го очекувам и она неретко поставувано прашање зошто ни се воопшто потребни вакви биографски книги од македонски автори, како што е представуваната вечерва Фредерик Шопен, поетот на музиката, кога се што ни е потребно за овој голем композитор или за било кој голем светски композитор е толку пати пишувано и анализирано. А денес и се може да најдеме на познатите и дефинитивно употребувани од оние пољубопитните интернет страници. Без премногу да навлегуваме во очигледната корист, особено за младата музичарска популација, од постоењето на професионалното соодветна литература на сопствениот јазик. Другата за мене посуштествена страна од одговорот на ова прашање се наоѓа во самата публикација, оваа која вечерва е пред нас. Секако и во она иницијалното творечки профил и интереси на незиниот автор, пианистот и педагог Даница Стојанова. Ја имам честа, а благодарејќи на годините и можноста да ја познавам и следам дејноста на Даница Стојанова од незината најрана детска возраст. Многу јасно го паметам девојчето од 13 години, кое со ретко видена енергија и очигледна музичка даровитост ја свиреше сонатината на Арам Хачатуријан. Се уште ми е пред очите она дете со бујна кадрава коса, како од раните утрински часови стрпливо и упорно ги наоѓаше празните соби во музичко-балетскиот училишен центар за некој час повеќе посветеност на пијаното. Незините забележителни настапи на бројни семинари кај еминентни педагози, кои во 80-тите редовно беа гости професори во оваа институција.
Незиниот завршен матурски испит, на кој му претходеше сјајното представување на концертот за пијано од Едвард Григ со Македонската филхармонија. Годините на студии кај професор Иокут Михајлович, кој неретко барае и додатен напор, чести патувања за Белград, некогаш и со престој од само неколку часови. Нашата Данче овие тешкоти ги надминуваше со огромен апетит за нови сознанија, нови музички средби, со една постојана посветеност кон крајната цел, вистинското во музиката и пијанизмот. Токму оваа посветеност ја однесе кон специализациите на академиите во Амстердам и Софија, на десетина семинари кај познати педагози и пијанисти ширум Европа. И така натаму, Јас само книгата Фредерик Шопен, поетот на музиката, е издадена од Publisher на почетокот на оваа тековна година. Тоа се однесува за минатата година. Дозволете ми пред се да му честитам на издавачот на неговата храброст да прифати една публикација за прв поглед и не толку масовно атрактивна за широката читачка публика. Велам на прв поглед, затоа што по прочитувањето на изданието за кое зборувам денес, станува совршено јасно дека се работи за материја која според пристапот и начинот на која е изложена ги има сите можности да побуди вистински интерес, не само кај оние професионално ориентираните кон музиката. Авторот, Даница Стојанова, во своето обраќање кон и за Фредерик Шопен, се одредува за такво кажување кое е интересно и во крајна линија разбирливо за секој читател. Всушност, таа своето внимание пред се го свртува кон човекот Шопен, кон начинот на кој се формирал светогледот и духовноста на еден гениален музичар, кој покрај сета музичка надареност и фантастична реализација како пијанист, композитор за својот инструмент, очигледно препознаени и високо вреднувани од неговите современици, а во многу аспекти ненадминати и денес. Еден дел од својот курс животен пат, поминува низ трагичноста на осамата и отугеноста. Животот на Шопен, како да е разделен на два сосем спротивни периоди. Едниот, до 19-тата негова година, кој е исполнет со сончевина и љубов, тоа е оној кој го живее во родната Полска, во закрилата и топлината на родителскиот дом, во едно елитно за тогашна Варшава обкружување. Обкружување кое од најраните години, не штедејќи аплаузи, искажувало восхит за неговата гениалност и покажувало огромна радост за постоењето на неговата музика. Вториот, оној кој кога скоро принудно, заради одредени општествени прилики, станува жител на Европа, дали е случајност или не, таквата судбина, што одново се работи за период од 19 години. Тој живее пред се во градот кој тогаш е културен центар на Европа, Париз. И покрај големата популарност која ја ужива како пијанист во тогашните салони, и покрај тоа што музичките издавачи од цела Европа со расширени раце ги прифаќаат неговите дела, Шопен и покрај физичката се присутност никогаш вистински не го прифатил светот на бучната слава, париските општествени актуелности и екстравагантности. Суштински никогаш не го преболел одвојувањето од својата фамилија и својата татковина. Сушност, негов најпостојан свет, оној кој никогаш не може да му го одземе, останува единствено неговата музика. И ќе одам, со дозвола на Данче, на самиот крај, вели вака, тука се и бројните ликовни илустрации кои се веќе сами по себе еден достатно информативен комплекс. Овие компоненти, како и очигледниот восхит и љубов на Даница Стојанова кон големиот композитор и пијанист, му даваат на вечерва представуваното издание посебна автентичност и привлечност. Се чувствувам заложена, да кажам, иако тоа е веројатно сосема јасно, дека овој приод, колку и да е навидум едноставен, всушност бара значаен истражувачки напор во лавиринтите на се она што досега е напишано за Фредерик Шопен. Воедно добиваме креативно, смислено четиво, кое дефинитивно ја оправдува поставуваната цел
да ја продлабочи љубовта на оние кои веќе понешто знаат за Шопен, кон него и неговото творештво, а на оние останатите да им даде достатно причини да се нурнат во животот и времето на еден музички гений. Лично, убедена сум дека ваквите книги се неопходен дел од секоја култура која претендира низ познанието на се човечкото да го достигне и своето собствено познание и растеж. А тоа е всушност и одговорот на прашањето поставено на почетокот на вечерашното излагање. Ете, тоа е тоа. На крајот би сакала да кажам дека книгата е посветена на родителите на авторот Галаба и Васил Чурлино Стојанови. Драги мои, ништо не е случајно на овој свет. Од Васил Стојанов го има генот, а од Галаба ги има крилата со која се вивна во височините на македонската музика. Благодарам. Господа, шапките долу, пред вас стои гений. Ниту шапки ќе бидат долу, пошто не сме во 19 век, ниту пак јас сум приближно гений како Фредерик Шопен. Меѓутоа, ете така, додека зборуваа, ми дојде една инспирација, една реченица која што многу направи во Париз за големиот бардот на романтизмот, Фредерик Шопен, а ја има кажано неговиот современик и добар пријател, исто големиот гениален композитор на 19 век, Роберт Шуман. И сега, јас што да кажам после овие емотивни искази на моите вистински пријатели, кои што, како да кажам, обртаен контрапункт, истите комплименти би ги искажала за нив. И благодарам од срце. Меѓутоа, редот на нештата е, да кажам збор два, како се креираше оваа книга и да се заблагодарам на многу луѓе. Книгата со голема радост почнав да ја пишувам, произлезе од многу стручни предавања, всушност покани надвор и во мојата земја. И така, сето тоа истражување ме наведе на крај да направам една приказна, да ја склопам сета таа стручна литература, да ја направам една приказна, интересна, да не биде еден историски момент и досадна за секој од нас, ако сака да ја има книгата и да ја чита, туку да биде една приказна. Истовремено, додека ја пишував, почнав да ми се јави некоја кореспонденција за мојот живот. Затоа што Фредерик Шопен како мал ја напушта своето родно место, јас исто така. Јас не знам Джоко кои вештини ги има вечерва, да вистински мислев да кажам дека срцето ми е во струмица и ме претече. И вистински е така, да. И книгата си доби, мислам, еден тек, убав развој, моментот кога требаше да биде завршница, мајка ми почина и јас не можев да ја допишам книгата. Иако покрај притисоците од паблишер и посебно од госпоѓа Винка Саздова, кој што најмногу ме поддржуваше за таа книга да излезе, на крај мислам дека таа голема тага, зашто книгата е всушност крајот е голема тага, ја заврши, некако ја доби завршницата, самата завршница книгата, и дека во тоа ми помогна Галаба, како и секогаш. Им благодарам на првите мои учители, тоа се моите родители Галаба и Васил, од кои што многу научив и како треба и како не треба во овој живот, и вистински им благодарам пошто ме поддржуваа во се. И можеби и во нешто што не требаше, меѓутоа ме поддржуваа. И вистински такви демократи родители мислам дека во ниеден следен живот нема да најдам. И благодарам на мојата прва учителка по пијано, која што вечерва овде со нас, тоа е Софија Вета. И на првиот ешалон, всушност, на целата музичка елита која што подоцна се развива до ден денес, тоа е Софија Вета и Алфред Вета, Ирина и Кире Лазарови, Коста Тимов, Ѓорги Лазаров, Нешка Шаламанова-Ѓузелова, Зујца Тумбова и други кои што, Чичко Симе Фончев, други кои што веќе не се меѓу нас. Им благодарам за целата, за целиот
да кажам, целата едукација своја што ја има во тоа време, зашто ние знаеме во минатиот век на кое ниво беше класичната музика и во Македонија, а посебно во Струмица. И благодарам дека сум дел од нив, од нивната приказна, од нивното училиште. Благодарам на мојата фамилија која што секогаш е со мене и посебно ми е драго што сега сме проширени, имаме 2 звезди во фамилијата, Славица и Кристинка, новородени бебиња. Исто така ви благодарам по протокол секако на господинот татко на градот Струмица, кој што одвои време. Јас знам дека се големи обврските, меѓутоа дојде вечерва, мој драг пријател, јас ќе кажам Кокан Јане, пошто за мене е Кокан, а за вас Костадин Јаневски нормално. Благодарам на сите пријатели електронски и дури и на господинот Зоран Заев, кој што еве ме испочитува и електронски ве не поздрави сите и рече убаво да си поминеме, жал што не е со нас. Благодарам на оваа книга што влегов во овој мал лувар, за жал горе не може сега да одиме сите, меѓутоа прекрасен објект за кој што јас сум воодушевена. Благодарам на сите вас, сите што ме познаваат, знаат дека кај мене пријателството има една посебна не знам дали е димензија или посебен епитет кај во мојот живот. Затоа што јас всушност целиот мој живот и се уште се градам како личност на светот. Значи, иако срцето ми е во Струмица, јас сум личност на светот, граѓанин на светот, без граници. Да кажам, земјата е мојата татковина, учениците се моите деца, а пријателите, вие сите сте мојата фамилија. Така некако гледам на мојот живот и на мојот однос према вас. Многу ви благодарам вечерва што одвоивте време, што сте со мене. Ве молам да се напиеме, да наздравиме, да, за еве овој успех книгата, нека има среќа, нека се печати во иднина и нека, мислам, заинтересираноста нека расте. Тоа е. Ви благодарам уште еднаш од срце.